Почитувани, добар ден. Стартуваме со уште едно ново издание на Црвена линија. Светот е потресен од последните случувања, особено по она што им се случува на Турција и Сирија. По катастрофалните земјотреси во овие две земји, каде што бројот на жртви досега се искачи на 5000, време е да проговориме заедно со вас на денешната тема. А еве и зашто ќе зборуваме. Прашуваме зошто земјотресот беше толку смртоносен. Дали може би степенот 7,8 по Рихтер или може би она што го велат експертите, дека земјотресите не секогаш ги убиваат луѓето, туку најчесто тоа е резултат на неквалитетните градби. Дали градежниците го почитуваат законот за асеизмичка градба во Македонија? Тоа е она за што ќе зборуваме денес со вас и секако ќе напоменам дека постојано можете да бидете во можност да донирате доколку завртите на телефонскиот број 143 400. Овој број важи и за двете мрежи како Телеком, така и А1. Во меѓувреме, за да завртите во Црвена линија, ќе ве потсетам дека бројот останува ист, тоа е 02 307 0005. Меѓу другото, секој оној кој што ќе се вклучи во Црвена линија, ќе го прашаме и дали по вакви катастрофи не останува само хуманоста. Дали вие, како граѓанин, ќе се приклучите во донациите за настраданите во Турција и Сирија? Ова прашање го поставивме и на Instagram Story, тука ќе ве потсетам за следете на овој профил, а на Instagram Story, доколку кликнете, истото прашање ќе важи и за вас, а резултатите ќе ги објавиме таму некаде по рекламите во ова денешно издание на Црвена линија. Секако на самиот почеток, чест и задоволство ќе ми биде да не најавам и гостинката со која што ќе проговориме со оглед на тоа дека е еден и од експертите нели во ова област. Станува збор за професор Радмила Шалик Макреска од Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, каде што работи и како професор. Радмила, добар ден и пред се големо благодарам од Црвена линија што еве и во овие зафатени денови успеавте да одвоите време и да им дадеме одговори и на гледачите и на јавноста околу денешната дискусија во Црвена линија. Верувам дека добро се слушаме. Да, благодарам Тина за најавата и секако благодарност за поканата да учествувам во вашата ценета емисија. За жална тема, која можам да кажам дека буди пред се тага за големиот број загинати животи и навистина овој пат за огромниот број на материјални штети. Убедена сум дека сите ние овие денови сочувствуваме со семејствата на загинатите, меѓутоа и со семејствата на повредените лица, за кои нели сите ние посакуваме побрзо и без последици опоравување. Па на самиот почеток еве со оглед на тоа дека работите и како професор на Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, еве ќе потсетиме дека во Турција инженери, оние кои што работеа на градби кои што исто така фатално завршија по еден земјотрес, беа дури и осудени од властите до 20 години. Дали всушност земјотресите се оние кои што предизвикуваат ваков огромен број на штети или можеби сето тоа можеше да се редуцира доколку се внимава на статиката и на тоа како се градат стамбените објекти? Да, видете, одговорот на прашањето за бројот на жртвите и големината на штетите во овој земјотрес конкретно не е едноставен и еднозначен. Причината лежи во повеќе фактори. Јас само би издвоила 3 најважни, кои што се последица за ова што се случи. Прво сакам да истакнам дека ова е земјотрес со навистина огромна магнитуда, како што не се случува често, не само во регионот, туку и во светот воопшто. Значи магнитуда од 7,8 степени, за ваша информација, меѓутоа и за информацијата на пошироката јавност, значи ослободена на вистина огромна сизмичка енергија,
пластично вака објаснето, тоа е колку 32 атомски бомби од Хирошима. Значи не една, 32 атомски бомби. Значи огромна енергија. Понатаму секако, она што го спомнавте, квалитетот на градбите дефинитивно не одговара на нивото на сеизмичката опасност на регионот во кој што се случува овој земјотрес, а нормално квалитетот на градбите е поврзан и со прописите за проектирање, и со квалитетот на вградените материјали, и со начинот на изведба, и контролата на изведба и така натаму. И последна од овие три главни причини кои што сакам да истакнам, но не помалку важно, се секако несоодветните просторни и урбанистички планови кои што некако и забораваме да ги спомнуваме, меѓутоа се исто така едни од главните причинители за големиот број на човечки жртви и материјални штети. Секако тука се и други причини, меѓутоа нели во интерес на времето да се задржиме само на овие главните. Секако важното еве присуство вака некаде пред крајот на овој разговор ќе го искористам и да ве прашам дали градежниците го почитуваат законот за сеизмичка градба во Македонија. Како е кај нас на тоа? Да, видете, иако секогаш викаме нели и прописите и механизмите за контролата на градбата секогаш можат да бидат подобри, нели? И подобри. Меѓутоа, она што можам да го кажам од моето професионално искуство е генерално да, посебно после 2013 година, која што пошироката јавност знае дека и фелата, дека во 2013 година се случија измени и дополни на Законот за градење, во кој што се вметна еден член 4А, со кој што се додаде уште едно ниво на контрола, покрај претходните нивоа на контрола, односно се воведе механизмот на така наречени популарно мислења за степенот на механичка отпорност, стабилност и сеизмичка заштита, со кој што сите градби од 2013 година, кои што се градат на територијата на Македонија, мора да поминат на оваа дополнителна контрола, која што се однесува, како што реков, на механичката отпорност и стабилност. Со тоа можам да кажам дека навистина процесот на градба навистина се, да речеме, зајакна. Значи, навистина се зајакна. И исто во овој контекст само да додадам дека од септември 2020 година Република Македонија ги воведе европските прописи за проектирање, кои што се уште се во паралелна примена со овие претходниве југословенски прописи за проектирање, а во рамките на тие европски прописи Македонија, односно нашиот институт, изработи нови проценки на сеизмичката опасност за територијата на Македонија и тие проценки, како национален анекс, влегоа во рамките на новите европски прописи. Значи, уште еднаш да сублимирам, одговорот е генерално да. И Радмила, еве вака за крај ќе побарам од режија една снимка која што е издвоена од 2011 година. Ова се како изгледа кога во конкретно станува збор за Шинјуку, централни згради во Јапонија, кога се справуваат зградите, така ќе дозволам да кажам, со земјотрес со амплитуда 9,1. Еве пуштаме сега во моментот и она што се добива впечаток дека јапонците навистина се маестрални како се справуваат со предизвиците од местото во кое што нели живеат, се добива впечаток дека ништо не се случува. Во што е тајната да сето тоа изгледа вака при 9,1? Да, секако тука тајната е во прописите за проектирање, односно колку и како ги проектираме нашите згради да одговорат на одредено сеизмичко дејство. Што сакам да кажам и да го појаснам, ова и неколку пати го повторуваме и во нашите контакти и со фелата и со општата јавност, дека кај нас населението, кога ќе се спомне терминот сеизмички отпорна конструкција, поголемиот дел подразбира дека тоа се конструкции кои што, да речеме, при случување на голем земјотрес нема да доживеат никакви оштетувања. Тоа не е така. Значи, ние кога зградите се проектираат, односно кога ќе речеме сеизмички отпорна конструкција, тоа подразбира дека зградите на максималното ниво на земјотрес кога учествуваме во регионот ќе се оштетат, но контролирано.
Значи, нема да паднат, но контролирано ќе се оштетат, а со цел заштита на човечки животи. Значи, сите прописи за проектирање, и досегашните, и овие новите европски прописи, кои што сега се воведени, го следат тој концепт на така наречено life safety, значи заштита на човечки живот. Значи, симплифицирано кажано, во Скопје би се случил голем земјотрес, како што се случи во Скопје 63 година, новите објекти по прописите се проектирани да се оштетат контролирано, меѓутоа не и да се срушат. Значи, идејата е на прописот заштита на човечки живот. Мислам дека е сега малце појасно и за вас и за гледачите. Секако, Радмила, не само што е јасно, туку и еве бескрено сме ви благодарни што одвоивте од своето работно време и што еве токму со вас го отвараме ова издание на Црвена линија. Доколку сте во можност, еве топло препорачувам да го гледате ова издание на Црвена линија и секако да слушнете какви видувања и мислења имаат и гледачите. Благодарам уште еднаш. Ми беше чест и задоволство. Пријатно. Пријатно. Драги мои, сега времето е за вас. Ми јавуваа дека веќе имаме гледачи во Црвена линија, па стартуваме и со првиот гледач. Добар ден. Добар ден, сине. Баба Роска, како сте да прашаме? Да, Баба Роска е прва денеска. Баба Роска, еве дали дониравте за настраданите во Турција? Да, донирав се бале и пак ќе донирам ошеднашка до вечер и да дадам се учество за погинатите, а на повредените ни пожелувам побрего здравје. Многу ме дирна ова, ако јас спремам мој роѓен ден за утре, ама многу сум разочарана. Оти ние го преживеаме тоа и знаеме што значи. Еве, колку од вашите сеќавања, еве, од земјотресот, предпоставам во 63-та, Да. какво искуство беше тоа за вас? Дали... Па да ти кажам, фала Богу, од фамилија не ми загина никој, ама многу се исплашивме, у комшиите удри бандера, у куќата искрши прозор, па маш ми влезе, ги извади луѓето, па ми даде едно корпле за спомен, еви денеска го чувам и ја споменјам таа жена. Иначе на кревето бандерата и падна, ама ние спасихме. Па се качивме у камион со две деца, дете ми има температура, отидовме у Шлегаво, таму сум ја родена, па спиевме на гумно, маш ми го викна, се врати, па он беше фризер и вервер. Баба Роска, благодарам многу што се вклучивте и што почнавме и со вас кога ставаме збор за гледачите со дискусијата во Црвена линија. Продолжете вие да не гледате, одиме со вклучување на следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Секој е добро, вие сте во Црвена линија. По вакви катастрофи не останува само хуманост. За почет кон овие настраданите таму, но дали кај нас градежниците можат и дали ги почитуваат законот? Јас мислам, ако градежништвото кај нас е во добра кондиција и мислам не се градат големи згради, а и да се мали и куки да се, ако удри некој земјотрес, па и гумени да се куките можат да паднат. Не се базираме сега ние во Јапан таму, еден земјотрес не ја срушила една зграда или не се случило ништо. Значи, они пробуваа со многу материјали, они има многу таму потреси, така и на други подречја. И кај нас се случило тоа. Сега се случило таму. Но вие како да заборавате дека овие војни што се водат се многу интересни, ама има една војна невидлива. Тоа го знае само ИСО во програмата што ја води на 24, ако го свртам кругот, пак ќе има земјотреси. Не знам каде удира. Затоа ве замолувам. А инженерството кај нас не го подценувајте. А природата што си прави, тоа е друга тема. Јас... Благодарам многу за јавувањето. Продолжете и вие да не гледате. Одиме со следен гледач. Добар ден. Ало. Добар ден.
Дали сум на линија? Да, на црвена линија сте, повелете. Видите, јас прво сакам да изразам саучество за двете држави, за граѓаните кои настрадаа од земјотресот. И сакам да кажам нешто за дали личите градат се измисли заради на вакви земјотреси. Овој земјотрес беше прилично доста силен. Значи, вакви земјотреси се случува ретко. И овој земјотрес е вертикален земјотрес. Тоа фактички изгледа за сите згради. Се таму се беше како да биде на ренде. И трае од 2 минути трае тресењето и тука секоја една зграда што е малке послаба ќе попусти. И од годињето имало времењата, неки пат имало такви силни земјотреси, дури ги нарекувале супер земјотрес што е малке ризично, што може да допринесат дури пореметување на релефот, на површината изместување. Така неки пат може да станат се морињата или земјината топка како се прегласува. Без обзира на сето тоа, ние, како граѓани, како жители на оваа планета, треба против тоа се бориме. А ќе се бориме со нашите инженери, агрономи, во самата изградба на објектите. Не треба да се оди високо на облакодери. Например, да еден блакодер огромно средство. Треба да се оди на ниско и на соларни. Благодарам многу за јавувањето. Ке посетам внимателно само со тајмерот 90 секунди. И еве, слушавме што рече последниот гледач. Може би, доколку живееме на трусно подрече кое што е изложено на можност за вакви потреси, дека инженерите се оние кои што нели во текот на изградбата ќе го земат тоа во предвид и како што рече нели нашата прва гостинка во црвена линија, професор Радмила Шалик-Макарска, да се гради така за да нели се овозможи што помал број на жртви доколку се случаат вакви катастрофи. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. И на телевизијата. Во црвена Тоа линија. е природа катастрофа. Точното до Турскиот цар, тя се забава. Сега се точи градовите. А во Скопје кога беше, не беа градби. Јас се сеќавам во Скопје кога беше. 8 години беше. Жнеехме со мајата од Пецаро, од Ивано, татко ми имаше еден транзистор. И нема програма на транзистору. Секојаш имаше песни. Тоа стемаш. И постави виу. И кажа дека во Скопје има земјотрес. И од Каменица со камиони ги носе за Скопје да помогнат. Од сите тука, од сите скајче. Треба се научи. Еден пат имаш. Се сеќавам многу. Ама тогаш старот беше. Се помагаш. А сега очи да се едновлja. Али, тоа е неедно. Благодарам за јавувањето. Одиме понатаму. Ако има гледач, веднаш продолжуваме со вас. Ке ве подсетам, лајкнувате, шернувате, коментирате и секако заследете на Facebook Црвена линија, Телма на Facebook и секако заследете на Twitter. Ке подсетам на Instagram. Имаме и анкетно прашање на Instagram Story. Ве прашуваме по вакви катастрофи, ни останува само хуманоста, дали ќе се приклучите и вие во донациите за настраданите во Турција и Сирија. Добар ден за новиот гледач. Ало, добар ден, Тина. Добар ден. Прво сочувство да настраданите. Значи, веќе да се посакувам да нема повеќе жртви, да нема повеќе земјотреси, нели Нокеска пак имаше, така да многу сочувствувам со тие. Страшно нешто се случи. И сега, дали ќе бидеме хумани? Сигурно ќе бидеме хумани, затоа што ние го поминавме тоа и да не го поминавме, Тина, не е во ред па да не бидеме, нели така е? Значи, тука се гледа колку сме ние луѓе, нели колку е човекот во нас.
Инаку да ти кажам најискрено за градежниците дали го почитуваат законот, не верувам. Ова што го кажа гостинката, не верувам, сваќаш. Тоа може би законски е така, него ништо јас не верувам, да ти кажам, јас живеам во Дебармало, толку згради се изградија, толку на брзина се изградија, добро, може технологијата е таква брзо да се изгради, ама сакам да кажам една до друга доближени, како тие луѓе, еве да речеме, ќе фати еден земјотрес, па сакам да искочам негде да се заштитам, може би вториот да не ме фати, како што беше Скопскиот, значи нема кај да избегаат. Тина, ако избегаат од мојата зграда, ќе ме другата ќе ме поклопи, така да толку лошо се гради во Скопје, кога се дозволува толку да бидат доближени една до друга, не верувам ни дека се измички градбата, дека се измички направена, така да ништо не верувам, не дај Боже само да не фати земјотрес. Така да поздрав многу и Господ нека ми е на помош на тие луѓе. Благодарам многу за јавувањето. Одима малку на Твитер. Нормално Твитер заедницата на глобално ниво коментираше, сочувствуваше и се обедини околу ситуацијата во Турција и Сирија. Стартуваме со твитот на телевизија Тилма. Наслов кој што вели: машини, јажиња, храна, опрема, носилки, спасувачи од Македонија одат на пат за Турција. Поддршка за настраданите во Турција и Сирија доаѓа од сите страни од светот, така да еве сега ќе слушаме и од следниот гледач дали веќе донирал или донирала за настраданите во Турција. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Дали еве дониравте досега за настраданите? Дали сум ја на линија? Да, на линија сте. Дали дониравте досега за Се уште настраданите? не ама ќе донирам. А вака сега да ви кажам, ја у градежништвото работам веќе над 35 години. И Добро. не се почитуваат тие закони во градежништвото. Ако треба 12 арматура ки што треба да се става десетка или осмица. Ако треба на 8 сантима една од друга да биде на расстојание, се става на 10 на 12. За помалку железо да отиде, повеќе пари да му остане на тие што праве зградата или куќа или било што нешто. Дали сте го пријавиле ова кога да сте го повеќе пари забележале? да му остане. Така да кајна се фалш се работи. Дали сте пријавиле ова што сте го забележале? А што има ја да пријавувам? Не е моја таа куќа или зграда па ја да пријавувам. Сакам да кажам дека не се работи како што треба. Со Тоа ми оглед е на тоа најбитно. дека работите во градежништвото или граѓанска должност е да пријавиме? Било како и да се прави се нај како што треба. Ако рокне некој силен земјотрес, цела зграда ќе влезе у земјата. Живееме како во времето на Ное. Вие свет нема да трае ош многу време. Ќе има уште посилни катастрофи. Фала многу пријатно. Благодарам многу и вам за јавувањето. Еве, ни дадовте инспирација, ги охрабруваме и оние кои што се во градежниот бизнис, кои што директно нели се инволвирани во процесот на изградба на објекти, да пренесат какви се и правилата и искуствата од терен. И еве, дали како претходниот гледач, доколку забележите неправилности, сте пријавиле до надлежните институции. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, во црвена линија сте. Дали ме слушате? Да, одлично ве слушаме, повелете. Вака, во врска со дали градежниците го почитува законот за... Јас сакав да се слушам со госпоđата од ИЗИС за следнава работа. Живеем во зграда што е изградена веднаш после земјотресот во Скопје 63 година и зградата е со 4 спратови. Сега на зградата е направена нова доградба од соседните, од комшите, од станарите и има добиено од ИЗИС согласност дека тоа е дозволена конструкција, дека може да издржи и земјотрес и тие работи. И сега прашувам дали тие што е проектирале зградата 63 година, пример, кога се изградувала, тие дали биле тие неписмени или не знаеле што треба да направат, дали таа треба да биде на 4 ката или на 5. И интересно е што имаат дозвола од ИЗИС. Практично статиката на зградата е нарушена. Сега, таа зграда, ако држала земјотрес од 6 степени,
сега таа ќе држи, дали ќе држи и со 5 степени. Значи ние станарите се загрозени врз основа на тоа Дали што сте ги контактирале ИЗИС до сега, еве? Да, побараме овие документи потврди што беа ни ги покажа дека имат одобрение од ИЗИС. Но вие се сомневате во тоа. Добро, благодарам многу еве што го споделивте вашето лично искуство околу ова тематика. Да видиме понатаму што ќе каже и следниот гледач. Денес ви даваме предност како и секогаш. Добар ден. Здраво. Здраво. Па вака би се надоврзал на претходниот, мислам, овој коментари даде. Пази, имаше една спорна зграда одма од сам центар, значи до италијанска амбасада, значи до сам плоштад. Еден судија беше градел надградба, таму е изградена. Таа зграда е стара од Дедо Ное. И сега можете да замислите, таа зграда може сама да падне, не па да чека земјотрес да здрви. Така да, ја чисто сумјам дека сите надзорни органи у држава работат по прописи, по правила, него работат под уцена и под митологија. Така да сите изјави што се однесуваат ИЗИС, МИЗИС и тие таму кои се, ништо не им верувам. Тоа се гради шаком и капом, кој како стаса докачи, така гради, така планира, така све, тупови, мупови, све тоа е прерипано, бајпасирано, ништо тоа не важи. Така да, ја никад не би купил стан у градов од овие згради што се градени нарочито од времето на демократијава, како дојдев на независна држава да бидеме сите тие работи. Верувам на згради што ги граделе, како ние високите кули што се да речеме до гимназија на Јосип Брос, таа црвената, од тие модели згради верувам би живеели горе на највисокото и Ке подсетам само внимавајте со тајмерот и благодарам за јавувањето. Добар ден или добро вечер. Добар ден. Добар ден. Дали ме слушате? Да, во црвена линија сте, повелете. Јас би сакал прво да изразам едно сочувство до фамилиите на погинативе луѓе, во надеж дека нема више да има земјотреси таму и да гинат луѓе. Скопје е познато како трусно подручје. После земјотресот имаше некои најави во 63-та, мислам, дека може би земјотресот ќе се повтори, а кога не се знае. А гледаме дека упорно се гради и тоа високи стамбени кули. Мене ме чуди како може луѓе наводно да прават толкави зданија. Одете под панорама, ќе видите како е направена една зграда. Мислам дека таа и со помал земјотрес, а не само со земјотрес, едно недела нека падне дош пороен, ќе се срони и ќе дојде до плоштадот. Не верувам, како што кажа претходниот, на госпожата која кажа дека сите градби се контролираат, сите се стабилни, сигурни. Ке подсетам само внимавајте на тајмерот 90 секунди, но не ве спречува повторно да го завртите нашиот телефонски број 02 307 0005. Малку ке ве префрлиме повторно на Твитер. Сербома напиша флеш процена за штетата од земјотресот во Турција е 20 милиарди долари или 10% од јавната потрошувачка. Одиме со нов гледач. Добар ден. Добро вечер. Добро вечер, ако сум јас на линија. Да, и тоа во црвена линија сте, повелете. Да, знам каде сум. Прво, за тоа што донирав за земјотресо и жалам за тоа на загинатите луѓе. Дали на градежниците треба го почитува законот? Никако. Никако. Тој градежник кој што ви се јави, што точно е работа и е точно.
се скратува на железо, се скратува на се е точно, бидејќи тоа ми е познато. Еве ви примерот Битола. Нова Битола, кој го знае, кој не го знае, Ново Веро, 2 згради ни тупна е една, тука ние сме малце кона Рид, кона височина. Замислете, тука кај што не можеше, само тоа е сето сега во ова Македонија платено за да подпиши и нема што да бе, ќе подпишат тие инженери кои се задолжени, се случува тоа. И сега замислете, имаме подпорен зид тука од една до друга зграда, пред малце стоја 2 автобуси туристи од Србија пред 2 години, тој подпорен зид од 25 метра со 3,5 метра висина, само што замина автобусите, тој подпорен зид се сруши. Среќа немаше мртви. Таа донесе што е направи, еве го искриви асфалто. Што треба поќе да зборуваме за ова? Дали се пријавува до надлежните? На кој надлежни, кога јас ви кажав, тие надлежните, кај што треба да се јавиме и лапа парите и дозвол... Така, благодарам многу и вам за јавувањето. Значи, бараме ева не само ваше мислење, туку секако доколку имате и самите лично искуство или еве работите во градежништвото, да укажете на тоа колку и како се внимава во реалноста, односно практично, на законот за асеизмички градби во земјава. Добар ден. Добар ден. Вие сте во црвена линија. Видете, јас би можел да кажам, дека имам некоја верба, дека дока 90-тите години зградите во Скопје се правеле така како што треба. Меѓутоа денеска во овој хаос што владее со градби, со тие работи, нема многу доверба, искрено да ви кажам. Нормално дека постојат инженери што си работат како што треба. Меѓутоа би кажал и нешто друго. Преска што ја гледав снимката, сакам да кажам за она лицемерие на русите, на украинците, на западњаците, сега ќе испраќаат помош во Сирија и во Турција, а они сами меѓу себе се тепаат. Мене тоа ми е абсурдно. Дали може би ваквите катастрофи едноставно не враќаат на патеката дека треба да бидеме пред се луѓе и... Така е, тоа сакав да го кажам. Ако треба да бидеме луѓе во се. Не само кога ќе погоди некој земјотрес, а меѓу себе да се тепаме, значи треба да си ја покажеме човечноста и помошта што треба да им се даде на луѓето и хуманоста треба да биде цело време присутна. Така, искрено благодарам за јавувањето во црвена линија и ќе се надополниме на сево ова што го кажавте и со твитот на Бисера, кој што исто така го издвоивме за ова денешно издание. Бисера напиша: дали светот ќе им донира помош на Турција и Сирија барем приближно онолку колку што од воената индустрија во моментов се испорачува за лење крв по боиштата. Одеме понатаму и вклучуваме нов гледач. Добар ден или веќе добро вечер. Ало. Добро вечер, црвена линија. Намалете го... Ало. Намалете го тонот на телевизорот, стишете го... На линија сме? Да, во црвена линија сте, намалете го тонот на телевизорот. Ама намалење, на... Јас се слушам себе си од телевизорот. Ајде, питање до вас да прашаме нешто. Повелете. И како сега 20 се јавува? Како? Повторете. Така, еве, интересно е тоа што, еве, и во ова издание ќе повторам по кој знае кој пат. Секогаш кога ќе го завртите бројот, ама буквално секогаш 023070005, веднаш намалете го тонот на телевизорот, не го следете звукот и тоа што го слушате преку ТВ приемникот,
туку зборувајте само преку телефонската слушалка. Затоа гледачот имаше впечаток дека зборуваат двајца, повторување, па дури себе си можев да се слушнам, нели, од таде другата страна. Така да ве молам, направете го тоа, за да не се губи време во тоа дали се слушаме. Добар ден. Намаля. Видите, јас би сакал да ви кажам, тајнер од това треба малку да го зголемете времето. 90 минути многу малку човек да се изкаже. Значи, многу малку е. Баруше 10 секунди, 20 и така натаму. Иначе, што се однесува за од Турција настанот, жалам, не сме донирани, меѓу тоа ќе донираме, сите заедно, предвидејќи, нели тоа е една страшна трагедија, ќе мора да донираме и друго. Ако веќе има потреба, ќе дадеме се што треба, и пари, и 100 денари, и 500 денари, се што треба. Меѓутоа ќе сака, вие тоа малку да го проширате, да им дадете на луѓето да се искажуват. За градбите не се граде добро, тоа го гледаме ние и биле сме во градежно предпријатие, работиле сме туку, слабо се граде и не се граде. И не се граде добро. Тоа треба да водат рачун надлежните. Ајде, пријатно. Благодарам многу. Не знам зашто не си ги доискористивте 90 секунди, ако напоменавте дека имате потреба и за повеќе, но благодарам многу за јавувањето. Одиме понатаму. Добро вечер. Добро вечер, ако сум на линија. Да, црвена линија, повелете. Благодарам. Па вака, прво да изразам сочувство до сите граѓани на Турција и Сирија кои изгубија своји драги луѓе, веќе ги нема тие. Ми чини дека тоа си е ненадомесливо. Сите жалиме, но да помогнеме во тој случај не, но ако ништо поќе барем да донираме онолку колку што можеме. Сега во однос на градбите кај нас. Ја ми се чини дека до 90-тите години се градеше по некако стандард. Имаме Ю стандард на градба, каде што се водеше рачун за материјалите кои што се градуваат во објектите. Мораше да има онолку железо колку што е предвидено, онаков квалитет на бетон како што е предвиден. Темелите, стабилизација, статика и сето тоа беше почитувано и градено. Но во сегашни услови, откако се осамостоивме, откако направиме стотици приватни градежници, градежни предпријатија, фактички тој сооднос веќе е нарушен. Значи, се штеди на материјалите, на железо, на бетон, на квалитет на бетон, квалитетно железо. Значи, не се става оно што треба да се стави и затоа оно што го гледаме во Турција, се рушат зградите, паѓаат како да се карти, кула од карти. И затоа мислам дека тука е најголема грешка. И уште ми бега времето. Заврши времето, но секако благодарам за јавувањето. А сега одиме со реклами. По рекламите време е да ги соопштиме и резултатите од Инстаграм анкетата. Ќе ве посетам за следете на Инстаграм и секако одговарате секундно на анкетните прашања. Денес на прашањето по вакви катастрофи ни останува само хуманоста. Дали ќе се приклучите и вие во донациите за настраданите во Турција и Сирија? Со да одговори 87%, а со не 13%. Тука, драги мои, и крајот на денешно издание на Црвена линија. Во продолжение одиме со заврти на Телма, па се гледаме во квизот. А до утре ви посакувам се најдобро.